Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес ќе поставам 3 пратенички прашања. Едно до министерот за економија или премиерот, ево ако има волја да одговори. Второто до министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и третото до заменик министерката за животна средина и просторно планирање. Имено на 11 август вице-премиерот Артан Груби во присуство на цела владина свита најави отварање на нова фабрика за електрични возила во Тетово, мултимилионска инвестиција од Германија, со која во ТИРС Тетово ќе се отвореа 3 до 4 илјади работни места. Камен темелникот беше фрлен на 13 август, секако проследен со бомбастични изјави и најави дека за 8 недели ќе почнеле работите за нејзина изградба. При тоа, владата донесе одлука за доделување на државна помош од 130 милиони евра. Сега, ветување како ветување, прекрасно звучи, додека е во најава. За прв пат во автомобилската индустрија во земјава ќе се продуцираше целосен автомобил и за прв пат ќе се произведуваа електрични автомобили. Па, според владата, нели, ќе имавме многукратни придобивки од оваа инвестиција, од тоа дека ќе се отвореа нови работни места, ќе имавме извоз на производи со голема додадена вредност, пренос на знаење и технологии, ќе се создадеше нова перспектива за младите, ќе ја мапиравме земјава кај странските инвеститори во оваа фела, па се до договори и дополнителна работа за локалните компании. И се ќе беше прекрасно, почитувани, ако 3 пати не се прекршија роковите за старт на изградбата и ако после половина и повеќе година од тогаш, од сите овие работи, не ни останеше само камен темелникот на парцелата за ЕГО во ТИРС Тетово, како и лопатите на председателот на собранието, премиерот, министрите, директорите и партиските лидери. Ама и понатаму го имаме зборот од дирекцијата за ТИРС, од каде убедуваат дека се одвива според планот и дека наскоро ќе почнела изградбата на фабриката. Наскоро, па и не е така страшен збор, само што кај нас со оваа влада тоа наскоро е речиси еднакво на никогаш. Всушност, кај нас, кога ќе подразмислам, и ништо не е потешко од тоа да се очекува датум. Па така, освен датумот за ЕУ, си имаме и едно чудо други датуми за очекување, на кои, еве, им се придружи и датумот за фабриката за автомобили во Тетово. Друга работа. Кога склучувате договори, треба да испитате со кого ги склучувате. Ајде што излажавте дека станува збор за голема фабрика, а на веб страната на истата стои дека станува збор за микрофирма, туку требало да се информирате дека и најавеното отварање на истата оваа фабрика во Бугарија доцнело цела една година. И за крај да подсетам, во моментот кога ќе почнеше изградбата на објектот, требаше веднаш да се почне и со регрутирањето на луѓето кои што ќе требаше да бидат вработени, па ќе сме имале една година за да можат да се квалификуваат согласно потребите на менеджментот на ЕГО. По логиката на нештата, ова значи дека се уште не се повикани луѓето кои би се обучувале, бидејќи се уште не е почната изградбата на објектот. Од тука, моето конкретно прашање е докаде е изградбата, односно отварањето на фабриката за електрични возила во Тетово. Второто прашање до министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска, се однесува на социјалната реформа, која според министерката донесла за 300% повисока гарантирана минимална помош, зголемени социјални надоместоци и поширок опфат на корисници. Овие лица требаше да посетуваат интензивни обуки и да добијат совети со цел да се стекнат со вештини и искуства и да се забрза процесот на нивно активирање на пазарот на труд.
Од тука, со оглед на фактот дека интенцијата на Министерството за труд и социјална политика беше што е можно повеќе приматели на гарантирана минимална помош да се активираат на пазарот на труд и секако активацијата ќе беше приоритет, моето конкретно прашање до министерката е колку лица приматели на гарантирана минимална помош се вклучија на пазарот на труд до овој момент. И последното прашање до министерката, заменик министерката за животна средина и просторно планирање, се однесува на фамозниот или еколошки фонд. Слушнавме дека за 10 пати била намалена употребата на пластични кеси и дека само во месец декември 2022 година биле собрани 235.000 евра. Според изјавата на предходниот министер за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, од јануари 2022 година, откако ќе виделе колкави средства ќе се соберат, требаше да се направи план за какви еколошки проекти ќе се вложат овие пари. Па ме интересира колку точно средства се собрани до овој момент, имајќи предвид дека е помината повеќе од една година откако стапи на сила Законот за управување со пакување и отпад од пакување и на кои точно еколошки проекти се трошат или се потрошени овие средства. Ви благодарам.